Во текот на годината можно и неколку пати да треба да се инсталира нов MAPAIN, односно управа за приходи да имат некои измени и да се инсталира нов MAPAIN. На крајот на годината, секако на 31.12, на 30.12 имат нов MAPAIN и околу 20 до 25 јануари исто има нов MAPAIN со промена на параметри. Како ќе си помогнете? Вака се, значи, овде имаме неколку чекори. Прво, ако имаме промена на период, како сега во јануари, треба да почнеме со промена со дефинирање на нов период и да се внесе даночното ослободување. Да се симне MAPAIN-от од страната на MyGPM, да се деинсталира стариот, да се инсталира новиот MAPAIN и ако имаме промена на месечна просечна плата да се внесе. Значи, постапката е во неколку чекори. Овде имаме MAPAIN од 2017 година. Го отвараме празен. Параметри за пресметка на придонеси, гледаме дека година 2017. Најдобро е да почнеме со овој чекор, бидејќи ако го прелипнеме овој чекор, можно е да дојдеме во ситуација да нема да можеме да си го промениме даночното ослободување. Не секогаш новата инсталација дозволува да се промени даночното ослободување и мора да се усложни, да се деинсталира, да се инсталира MAPAIN од претходната, од постарата година, па да се направат неколку чекори за да се дојде до ова. Затоа најдобро вака. Нов период 7531 во даночното ослободување, тап, кликнуваме запиши. Значи, дефиниравме нов период и го внесовме даночното ослободување. Најдобро е сега да видиме дали ќе ни ја прифати месечната просечна плата 34079. Можеме и овде сега да ставиме. Еве. Мада најдобро е да кога ќе имаме пресметка. Ќе ја затвориме. Сега ако влеземе во MAPAIN-от, стои новиот период. Следна постапка е, еве, преку Mozilla. Ќе отвориме MyGPM со кирилица, со латиница, mygpm.com.mk. Секогаш новиот MAPAIN го поставувам во Services, за да полесно се даунлодира, да не ја барате по страната на UEP. Значи во mygpm.com.mk во Services го има MAPAIN-от и потребниот файл .NET-FX. Кликнуваме на MAPAIN, Open with WinRAR. Овде е MAPAIN од 25.1. Extract to. И јас предлагам да го екстрахирате во CTemp. Ако и можете во некој друг фолдер, еве, јас го предлагам CTemp. Готово. И неопходен е и овој .NET-FX. Овој файл е околу 20 мега, 21 мега. Исто треба да се наоѓа во фолдерот на инсталационот файл за MAPAIN-от. Во CTemp, еве, MAPAIN 25.1. Океј. Ќе затвориме Mozilla-та. Отвараме компјутерот, одиме во C, Temp и еве го фолдерот MAPAIN. Често пати овде ги имаме и другите MAPAIN-ови и од таму може да го земеме овој .NET-FX и со копи во новиот, во текуниот фолдер да го ставиме со паст. Сега го имаме. Значи, го симнавме MAPAIN-от и го симнавме .NET-FX. Следна работа е инсталација. Го бараме во Temp MAPAIN 25.1 или фолдерот што ни е новиот, Setup Application. Еве го Setup. Можеме десен клик Run as Administrator.
Можем и двоен клик. Активираме. И најдобро да не одиме на Repair, туку Remove. Го отстрануваме стариот Mapin. Успешно. Значи, еве, деинсталација на стар Mapin и инсталација на нов Mapin. Пак уште еднаш сетап, истиот сетап. Океј. Next, ги прифаќаме сите работи што ги нуди и го инсталираме новиот Mapin. Со ова сме ги завршили сите овие чекори. Останува на првото вчитување на платата за први месец или тој месец што треба, да провериме дали данъчното ослободување е толку. 34079 или колку е во тој момент. Ако не е толку, го внесуваме во месечна просечна плата и натаму ни стои на располагање. Со тоа ни е спремен Mapinот и за пресметка. Можеме со вчитување и со проверка, ако помине проверката, значи се ни е во ред.